Производителите на ориз повторно се во тешка ситуација поради проблемите со ниските откупни цени на арпата и белиот ориз. Произведените количини од мината годишната реколта не можат да ги продадат, а и парите што би ги добиле се далеку од очекуваниот износ за да имаат исплатливо производство. Велат дека политичката криза во државата ја чувствуваат директно на свој грб, поради што се надеваат дека брзо ќе се формира новата влада, за да имаат со кого да преговараат за откупот. Во моментот цените за килограм предадена арпа што им ги нудат откупувачите се далеку пониски од трошоците за производство. 30 денара, арпа 13 денара. Не е изводливо дали се одужиме. Мислиме ние земјоделците. Не знаеме дали ќе се има оваа година. Што ти произведам дома ми стои? Кога нити го купуват, нити го продават. Што? А не вработен? Што е 30 динара? Па не може да се покриеме трошковите. Излушам 100 кила, раздавам го на пријатели и тие џабе. Инако онај нека стоја парно глувци, нека го арчат него ние да и го даеме џаба. Земјоделците се пожалија дека ниту исплатата на субвенциите за оризот не се одвива како што им било ветено. Некои од нив ги добиле само дел од парите, а остатокот уште го чекаат. Има една третина дадено субвенции. Оние стоат. Багимите има добри, доста луѓе жалат се дека не са. Излез? Нема нешто. Каков излез нема излез? Мафијашка држава, ништо друго. За состојбата со пласменот и покачувањето на откупните цени, Сдруженијата на оризопроизводителите од Кочанско последен пат во ресорното министерство преговараа во октомври. Тогаш имаше најави од и килограм арпа нема да се откупува под границата од 20 до 25 денари. Но овие најави не се реализираа. Сега, со полни амбари и празни џебови, земјоделците не знаат како ќе ги започнат подготовките на површините за новата сеидба, што треба да започне на почетокот на април.